Дечки, денеска ќе зборувам за одоброволување. Гледайте, ајде да се вратиме на нешто кое што го кажав пред неколку лајвови, а тоа беше дека кога имаме страв, не треба да преговараме. Секој човек кој што е у страв не треба да преговара. Ако човекот се плаши, кога ќе преговара, ќе се спушти цената, затоа што стравот не прави мали. Гледайте, стравот не прави мали. Има цитат убав од филозофот Хабард, вели: одземете го стравот од еден човек и ќе одземете неговата малост. Гледате, малоста доаѓа од страв. Одоброволувањето исто така содржи страв во себе. Знаете, имам ситуација каде некој човек ќе ми каже: жаре, вика, добар и панечина. Добро, викам, што ти значи тоа добар, па панечина? Сега гледате, за некој човек да бидеш добар, значи да угодуваш и доброволуваш, ама тоа не значи зборот добар. Ние сите сакаме да бидеме добри, што значи да бидеме позитивни во соживотот и во резултатот и ефектот што ги имаме во животот некои луѓе. Но исто така и во сопствениот живот. Но ако земете да прочитате некои дефиниции, тогаш баш и читав дефиниции за тоа што значи, например, не знам, добра столица, да ја издржи тежината на некој човек, добра машина, да испере веш на ефикасен начин, што значи добар вработен, да се ја заврши целта на работното место, при тоа да не направи другите луѓе да се чувствуваат неубаво. Гледате, зборот добар не подразбира да угодува. Зборот добар подразбира да постигне цел. Но точно е, ние имаме цели, кои што се лични цели, наши, но исто така имаме и цели кои што се на околината. Имаме цели за фамилијата, имаме цели за компанијата, имаме цели за групата. Значи, ако ние ги почитуваме целите на околината, нашите, на фамилијата, на групата, и се бориме да ги постигнеме тие цели, ние сме добри. Да ви кажам и еден друг пример. Ако човекот цело време сака да одоброволува, тој цело време се согласува со се. Човек што цело време се согласува со се, па ќе кажам, гледайте, имаме луѓе кои што се согласуваат и луѓе кои што цело време не се согласуваат. Тие се професионални несогласувачи. Он за све е него не, све е контра, миле контра, што ги викаат луѓе. Гледайте, кои имате такви несогласувачи, постојано кои што не се согласуваат со ништо, со никого и така натаму, тие се тешки да живееш со нив. Ама да ви кажам еден пример друг. Ако имате некој што цело време се согласува со све, ама не се согласува затоа што стварно го мисли тоа, него се согласува поради тоа што е у страв да не направи проблем. Затоа што многу често имате луѓе кои што се на одоброволување, дека постојано се согласуваат затоа што им е страв некој да не им се наљути, им е страв некој да не ги сака, им е страв некој нешто да не им стори и така натаму. Гледате, стравот ќе ве направи многу мал. И кога човекот цело време се согласува и кога мисли дека не е така, ама он се согласува, тогаш иде против својот личен интегритет. Ама ако човекот има храброст да каже не, гледате, он мисли не, има храброст да каже не, тогаш човекот креира простор. Тогаш човекот има свој простор. Храброста е против отров за стравот. Зашто човек кој што цело време угодува, цело време одоброволува, само за да нема проблем, он уствари прави проблем сам со себе. Тој човек што цело време вика само да нема проблем, само да нема проблем, само да нема проблем, тој човек после тоа прави проблем со себе. Ја имав еден цитат: за мир во куќа станува немир во душа. Знаете што имаме ни еден израз? Абе, за мир у куќа. За мир у куќа. За мир у куќа. За мир у куќа. Гледате, ако човекот цело време е за мир у куќа, за мир у куќа, за мир у куќа, за мир у куќа, тогаш ќе има немир у душа, немир у душа, немир у душа, немир у душа. Зашто човекот некојаш прави простори кога ќе каже не. Зашто ти не правиш простор ако кажеш да, а мислиш не. Не правиш простор во себе, си ја намалуваш твојата душа. Гледате, си го намалуваш собствениот духовен простор. Гледате, целата идеја е дека ти, ако цело време викаш да, ама мислиш не, тогаш си го намалуваш собствениот духовен простор и си го намалуваш собствениот духовен мир. Затоа што викаш не,
Односно викаш да, а стварно во тебе мислиш не. Ние не мораме да кажеме не на груб тон. Не мораме да кажеме не на груб начин. Можеме да кажеме не на многу фин начин. Можеме да кажеме не на со многу афинитет, со многу љубов, со многу допаѓање. Ама да останеме на нашиот став, да останеме на тоа што ние го мислиме и со тоа што ние го гледаме. Затоа што ако ти почнуваш да идеш контра тебе, ти сам, ти почнуваш да се губиш себе и почнуваш да биваш у идентитет кој што е уште поисплашен. Начинот да излезеш од исплашен идентитет е да кажеш не кога стварно мислиш не. Значи, начинот да излезеш од исплашен идентитет е да кажеш не кога мислиш не. Не го кажува тоа со конфликтен тон, може би тоа не е дел од твојата душа и не ни треба да биде, со конфликтен тон можеш да кажеш не со убав тон. Но ако сакаш да ја вратиш храброста, ако сакаш да го вратиш просторот, ако сакаш да ја вратиш гордоста и ако сакаш да се вратиш себе почита, почнувај да кажуваш не кога мислиш не. Затоа што гледате луѓето кои што цело време одоброволуваат, они се добри за другите, ама се помалку добри за себе. Луѓето кои што одоброволуваат се добри за другите, не се добри во однос на себе. Има еден мотиватор Грант Кардоне и он вика: еден договор е добар кога е добар и за тебе. Еден договор е добар кога е добар и за тебе. Околината, ако насети страв, она ќе те манипулира преку твојот страв. Стравот е манипулативна емоција. Знаете, ако сакаш на луѓето да прифаќаат разноразни работи, стави ги у страв и луѓето ќе почнат да прифаќаат разноразни работи. Така, затоа што стравот подразбира дека ти ќе кажеш да, зашто друг те води. Затоа што стравот е манипулативна емоција. Стравот, кога некој човек ќе намириса дека се плашиш, он ќе прави конфликт. Ако некој човек намириса дека ти си неконфликтна особа која што никош не сака да му сгреши на никој друг, кој што не сака да има конфликти, тој човек ќе те манипулира со тоа што ќе почнува да прави конфликти само за да го добие од тебе тоа што тој го сака, поради тоа што ти мислиш дека не треба да има конфликти, не треба да има проблем. Ако ти направиш проблем на некој друг човек со тоа што ти ќе кажеш не, прашањето е каков човек имаш околу тебе. Ако некој човек си го научил цело време на да, цело време си му давал простор, цело време си намалува свој простор со тоа што си му давал на него простор и ти си го научил на тоа, до тебе твоја грешка е, се си го научил дека ти немаш простор и он има простор. Си го научил дека ти не заслужуваш, он заслужува. Си го научил дека не мора да имаш ти, мора да има он. Сега, мора и да го одучиш малку. И како го одучуваш? Го одучуваш на тој начин што ти ќе кажеш не кога мислиш не, и ќе кажеш да кога мислиш да, и го следиш тоа што е твоето мислење. Тоа не значи да не го почитуваме другото мислење, зашто ние сме во соживот со други луѓе. Мораме да бидеме во соживот со другите луѓе и не само да бидеме егоистични и да бидеме цело време само за себе да си гледаме. Но гледайте, ако пак никогаш не се ставиме и себе во равенката, што ќе се случи со нашата енергија, мислите? Гледайте, еве скалава на емоции од филозофов Хабард, гледайте колку интересно каде се наоѓа, еве сме, само да покажам каде се наоѓа на скалата на емоции одоброволување. Океј, еве и на Facebook. Гледате, одоброволување на 0.8. Сочувство, одоброволување, тага, надоместување, недостоен. Недостоен. Гледате колку се близко овие тонови. Гледате, горе имате убави тонови. Само момент сега да ви покажам скалава на емоции, прегова скала. Океј, гледаме скалата. Убавиве емоции, жолтиве емоции, ама овие црвени емоции, зелени, плави, тие не се убави емоции. И гледате каде е одоброволување. Одоброволување, гледате, овој му дава поклон за да ја стиши неговата љутина. И се некој, ако ти е љут и он знае дека он кој ти е љут ќе добие све, сте виделе луѓе како со љутина све добиваат?
Зашто некој ги научил дека така можат. Гледайте, ама гледайте недостоен надоместување колку е близко до само понижување, жртва. Ете, храброста е горе, луѓе. Овдека е храброст. Ама одоброволување е многу ниско. И е фактички, секако што има и логика, е под нивото на страв. Под нивото на тон страв. Така? Окей. Еве сме назад. Значи, ако човекот нема почит кон себе, затоа што гледате, почита доаѓа од простор. Сте виделе кога некого почитуваме, ние му даваме простор на тој друг човек. Имаме почит, почита се состои во простор давање, така? Ама ако ти ги почитуваш сите на сметка на твојот простор, зошто не даваш простор на другите кога веќе си дал простор и на себе? Затоа што ако ти го даваш просторот на другите на сметка на својот простор е проблем. Затоа што тогаш ти даваш простор на другите зимајќи од себе. Знаете, порано како викаа родителите, мене тоа барем кај моите родители многу ме нервираш. Абе синко, јади ти ако има за нас, ако остане за нас. Абе тато ја неќам да јадам ја, а ти да не јадеш. Идете бе деца вие на одмор за нас, ако останат пари ние кидаме. Па ми правиш грижа на совест, така му вика. Гледате, секогаш било, да има за другите, да нема за мене. Добро, може би и тој у нашиот менталитет, влезено или како и да е. Ама знаете што? Многу е убаво и храбро човек да си дојде до своите цели. Никој нема проблем со човек што е храбар да си постигне своја цел. Да ви кажам еден друг пример. Сте видели, имате две керки. Едната си живее у странство и таа си има кариера, си има насока, си има правец, си има корито. Другава керка е дома и останата е дома и на незините татко и мајка секојаш им носи јадење, тука е за нив, ги разнесува натаму, нааму, лево, десно, кога и да треба, ако треба да ги однесе ке пријатели, ќе ги однесе, не дај Боже на гробишта ќе ги однесе, не дај Боже на некој друг настан или дај Боже за некој убав настан да ги однесе, дај Боже на убав настан да ги однесе. Секојаш им е тука. Секојаш им е тука. Ама, што мислите овие родители? На кого попрво ќе му се наљутат? Абе на таа што е цело време тука без услуг што им се дава. И не дека не треба да се даваме на родителите, треба да вратиме, така апсолутно треба да вратиме, тие не задолжили. Ама родителите чудно ли чудо, побрзо ќе се наљутат на таа керка што останата дома и умугодува им дава на родителите и цело време тука за нив, на сметка на и својата фамилија. Некојаш мажот го става на второ место за да притрче ке родителиве. Ама оваа што е отидено у странство, што им се ова еднаш у месецот, не ја ценат. Дури на оваа помалава керки викат, не досаѓај на сестра ти. Што и се оваш цело време? Гледаш ли дека она се спреме испити таму, полага едно, друго, трето. Не и досаѓајте. Таа бе еднаш у неделата им се јавува. Гледај сега, почит кон таа поише, отколку почит кон оваа која што стварно треба да ја почитува, таа секој ден е со нив. Луѓе, што тоа ви кажува ако не ставите мала граница од премногу давање, без усул и граница, имате непочит. Кога човек дава, некој човек дава од себе. Не, луѓе, дава, граница. Почит го учиш дека чекај би ти си важен. Зашто ако некој човек цело време даваш без усул, ти што го учиш? Абе тој е важен, ти не си. И се он ќе те земе здраво за готово. Зашто? Зашто су му се распрострел, даваш све за него, ама за себе ти не си даваш. Не се цениш себе си, ги цениш нив. А кај си ти уравенката? Кај си ти уравенката? Сега, ако ти не се ставиш уравенката, никој не те стави уравенката. Ако ти не се ставиш уравенката, никој не те става тебе уравенката. На кој од родителите прво дете му се љути? На тој што е поостриот, тој што е покрутиот, тој што е погрубиот? Или тој другиот што му е синко бе, тој мекиот? Абе на мекиот ќе му се наљути детето. Зашто? Абе може. Зашто не сме на погрубиот? Не спеен пример ако е таткото, тој построгиот, па не сме на таткото му се наљути. Зашто ти на груб човек, тебе ти е страв да му се наљутиш, затоа не му се љутиш. На кого му се љутиш? На тој мекиот на кој што можеш да му се наљутиш. Затоа што е непроблематичниот, тој што не ќе ти направи проблем. Тој душата, тој мекиот. И го зимаш здраво за готово.
Зашто? Затоа што не ти ставил граница. Заради тоа. Затоа е многу паметно човекот да стави граница. И да речеш, чекај бе, луѓе, ја давам. Давам енергија, помагам све, ама граница, тенк, доста е и за мене. И за него, види овој се смени. Ако ти си ги научил така, ти почнеш да работиш на себе, почнеш да направиш да го промени, овој се смени. А ми се смени на болje, затоа што се стави за него малку. Затоа што, гледайте, едно е да си добар. Како викаат, добар будалетинка. Глеј, треба да си добар, треба да помагаш. Ама, треба да дадеш и за себе и за другите. Мора и за себе и за другите во вагата да има. Иначе не гледаат дека си добар. И од тоа што си ти, глеј, сега кога ќе даваш и за него и за тебе, он тоа, зашто сега ти си дал и за себе, си дал и за него, значи сега не си дал 5 единици, си давал 2,5 единици за него, си дал 2,5 единици за тебе, он тоа поише го цени, отколку да му даеш 5 единици за него, 0 единица за тебе. Ајде да повториме. Гледайте колку интересна математика, како уствари он почнува те цени тебе поише. Ти си дал 3 единици за него, 3 единици за тебе, ај 3 единици за него, 2 единици за тебе. Он те цени. Ако даеш 6 единици за него, 0 за тебе, зашто си дал 0 за тебе, он ќе те множи по 0. Зашто која ставил нулата во неговата вага? Ти. Па стаја нулата у твојата вага, стаја таа нуличка у твојата вага, ќе видиш 0, ќе видиш помножено до околината со 0. Зашто? Зашто никој не се цени себе си. Зашто како луѓето знаат, како луѓето гледаат дека се цениш себе си. Луѓе, си ставаш ти у твојот тањер. Мртов, гладен се, ти си викаш, ја направиш вечерава, жена ја направила вечерава, она не проба од вечерата. Супа направила, на салата направила, бутче вакво, шпиковано бутче, не знам, копани у пивски сос, ваков онаков, направила руска салата, француска салата, кивлици. Женава гладно, женава не проба. Жено, земи си од кифлиците и од руската салата и прва ти да се ставиш. Зашо да не? Па која направи вечерата? Ти ја направи вечерата. Сега, знаете, имате луѓе. Имаше една ситуација, една жена ми се и вика, Жаре, требаше да дојде кај мене на предавање, ми вика, откажувам, дента ми се. Зашто? Вика, нема кој да ги чува деца. Ја мислев, таа има деца од 3-4-5 години. Викам, деца, колку години имаат? Вика, едниот 16, другиот 18. Нема кој да им направи ручек. Викам, нема кој да им направи ручек. Викам, па лепи паштета некаде. Вика, не може да јадат лепи паштета. Научени се они на манџи. Супер, здраво е манџа. Ама може и они на 16-18 години да учат и да си прават манџа сами. Затоа што, гледайте, просторот е простор добар и ценет кога го имаш ти. Зашто Европска унија прв предуслов е дека мора секој да си ги реши границите меѓу себе. Луѓе, не се они да не разбираат. Они разбираат. Ако си ја направиш твојата граница, ако си ја направиш ти твојата граница како што треба, супер, имам идентитет. Ако ти немаш граница, ти си пластелин. Ти пластелинскава маса секоја формулира како што по него му одговара, зашто ти немаш граница. Зашто си станал аморфна. Аморфна значи која што се моделира лесно по желба твоја. Тоа е како пластелин. Ти си станал маса која што е моделирана у форма, у калап како што сака друг. Знаеш, затоа што немаш форма. Затоа што ти немаш форма ако немаш граници. Многу едноставно е, луѓе, затоа што вика еден пријател мој, вика, и све за да има форма мора да има граници, и масава за да викаме маса мора да има граница. И затоа мораме да кажеме не, и не треба цело време да доброволуваме, и не треба цело време да викаш ја добар, ти не си добар, ти си одоброволувач. Да се разбереме. Едно е да речеш ти ја добар. Знаете, имате луѓе кои што сакаат да бидат добри. Ама не таа дефиниција за добар, се е утнал дефиницијата за добар. Сега ти сакаш да бидеш одоброволувач, ти не сакаш да бидеш добар. Знаеш, затоа што одоброволувачот има па од друга страна, ајде сега да ја свртиме топката, од другата страна има многу убави изговори зашто он не успел у животот тоа што сака да го направи. На сите им угодувам. Кој те тера? Дал ти е тоа изговор? Дал ти е тоа оправдание? Зашто? Се плашиш да идеш кон своите цели?
Се плашиш да го постигнеш тоа што си го зацртал, па сега мора да им одоброволуваш на другите и да му годуваш. Зашо изговорот на крај е ја жртва за сите. Зашо гледате кај е жртва и одоброволување. Скоро на исто место, гледате. Ево го, на скалава на емоции. Види. Упс. Жртва кај е? Ајде на Facebook само да спретам. Гледате, жртва, само понижување, одоброволување, горе, тага, недоместување, недостоен, само жртва. Супер. Ти жртва за сите. Ти жртва за сите. И сега човеков си има изговор. Оно доброволува. Некојаш луѓето доброволуваат затоа што немаат храброст да превземат енергија, бум, да реализираат некоја нивна голема цел. И се што се случува, он ќе одоброволува. Зашто? Па има клучен изговор во животот. Ја тука бев за сите, ја се раздадов на сите, мене која ми треба, никој не ми помогна, и ја не си ги постигнав целите, затоа што мојата енергија беше раздадена на сите. Шубав изговор си имаш сега. Супер. Еве квалитетен изговор за живот, кој што ти уствари не го сакаш, а уствари може и го сакаш, чим така се одлучи. Храброст. Стаи си своја цел. Да ви кажам една работа. Многу поретко доаѓаат кај мене на консултации луѓе кои што имаат нивна цел и кои што се храбри да постигнат нивна цел, секако и помагаат на другите луѓе, отколку луѓе кои што немаат нивна цел и се цело време помагачи на околината, зашто тие имаат и анксиозности, и овертинкинзи, и вакви мисли, онакви мисли, така натаму. Не, тој што има цел и има храброст да се бутка целта, тој има помалку такви негативни мисли отколку овој што цело време доброволува, зашто тој е на страв. Секако дека ќе има негативни мисли, затоа што доброволувањето доаѓа од стравот. Од што се плашиш? Од неуспех собствен, од цел да поставиш, да тргнеш напред во животот, да направиш нешто големо за себе, за фамилијата, за општеството. Зашто не се плаши? Зашто кога ќе тргнеш да го правиш тоа, немаш веќе време за одоброволување. Не. Тогаш ќе речеш, ама не сум добар. Не, тогаш ќе си добар. Тогаш ќе си добар за себе, тогаш ќе си добар за фамилијата, тогаш ќе си добар за општеството, тогаш ќе си стварно добар. Не, вака си одоброволувач. Вака добар и па не чинам. Не, одоброволувач и не чиниш. И не треба да чиниш затоа што одоброволуваш. Одоброволувач не чини затоа што се базира на страв. Храброст да трнете кон вашите цели, храброст да поставиш некоја цел и да ја освоиш. Тоа е храброст. И кога ќе ја фатиш таа насока, имаш корито. Реката јака зашто има корито. Коритото е тоа што е важно. Луѓе. Коритото. Не при тоа да заборавиме на другите и да сме егоисти. Не. Да дадеме акцент на нашите работи и нашата цел. И при тоа да помогнеме и на сите останати на кои што можеме. Ме разбирате што сакам да кажам? Ама гледайте го тоа, вашата цел исто како дел од фамилијата. Знаете, имате брат и сестра, така? Имате луѓе кои што се у фамилиарна врска. Сестрава и братот се сакаат, ама сестрата ја сака повеќе керка си или синот отколку внуците на братот. Она ги сака и двете. Ама веројатно повеќе си ја сака својата керка и својот син, отколку внукот, затоа што е нејзино. Гледате, мора исто и вие да ја сакате и вашата цел. Што е тоа што сакате да го постигнете и тоа? У животот ние немаме само наши цели. Ние имаме цели лични, ама исто така треба да имаме и цели за фамилијата, имаме цели за групата. Така? Или ако ние сме дел од некоја група и некој друг поставил цели да допринесеме тие цели да се остварат. Така да не е дека ние сме егоисти ако мислиме за нас. Да, ние имаме цели за нас, имаме цели од други сегменти во животот, но гледайте, не можеш цело време да се запоставуваш себе си и при тоа некој да очекуваш дека ќе те цени или дека некој ќе ти врати. А зашто ти не си вратиш? Ако ти цело време се раздаваш и не си даваш за себе, очекувај дека другите ќе те заборават. Затоа што тоа е најбрза рецепта за да бидеш заборавен. Затоа што не си мислел за себе, зашто не си ставал у своето корито исто така. Енергија, не си ставал креација у твоето корито. Точно е дека мора да се помага на околината. Кај е твоето корито? Од што ти добиваш задоволство?
преку остварување на твојата цел. Знаете, целта и успехот никад не те напуштаат. Ти ги напушташ нив. Најдобри пријатели, знаете кои се? Целта и успехот. Зошто? Па поради тоа што никад не те напуштаат. Кои ги напишта целта и успехот? Ние. Ние се откажуваме од нив. Мора да сметаш и за себе, мора да се ставиш и себе си уравенката. Ако не се ставиш себе си уравенката, тогаш очекувај дека нема да бидеш најсреќен и има шанса да бидеш многу разочаран. И зашто луѓето се разочарани? Не ми вратија колку што ја им дадов. Да ви кажам една работа. Кога човек е стане лидер, лидерот е најобесправен човек. Лидерот е најобесправен. Тој поише дава од колку што добива. Ама лидерот не калкулира, он дава, он креира. Ама не се постави себе си. Затоа што лидерот не е устрав. Лидерот има храброст. И лидерот има цел. И има цел не само за себе, него и за многу други сегменти у неговиот живот. Се надевам ми се допаднува. Се гледаме повторно во петок. Чао!